Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Славица Арсова. Македонија во црно. Се збогуваме со 59 темина загинати во трагедијата во Кочани. Еве што ќе гледате во вестите. Македонија се збогува со 59 загинати во импровизираната дискотека. Жртвите погребани во Кочани, Скопје, Струмица. Најмладата жртва на пожарот имала само 16 години, највозрастниот 48. Меѓу загинатите 6 малолетници. Двојно намален бројот на критични пациенти во земјава, стабилна состојбата на хоспитализираните, дел се пуштени на домашно лекување. Во добра состојба на токсикологија 19-годишниот Јован кој спасил над 20 гости во Пулс. Семејствата сведочат за неговата храброст. Затворени локали во Тетово и Гостивар по продолжената акција на инспекциите и МВР за проверка на условите во кои работат. Приведени 18-годишниците кои вчера со огномет славеа полнолетство среде денови на жалост. Дали ќе се прошират предметите за ласкарци и Тетовската модуларна болница? Премиерот најавува дека во целост ќе бидат расветлени. Овие вести во живо од Кочани, но и од скопските клиники, каде се уште се лекуваат дел од пациентите. Останете со нас, почнуваме. Колони граѓани кои од изутрината се упатија кон гробиштата во Кочани се збогува и им одадоа почит на 59 млади луѓе кои загинаа во стравичниот пожар во импровизираната дискотека Пулс. Најтажниот ден во Македонија го обвитка Кочани, но и целата држава во црнина. Тамара Дичовска е таму. Тамара, ретко кој можеше да ги сокрие созите денес. Да. Денеска она израка ако тишината би можела да зборува, така е денеска во Кочани, тивко, тажно, траурно. Кочанчани денеска во своите вечни почивалишта се го држа погребот на 31 лице тука на кочанските гробишта, браќа, сестри, роднини, соседи тука од Кочани. Погребот започна во 12 часот. Поворката со илјадници граѓани, како што напомена и ти, не можеа да ги задржат солзите, тажни, неми лица, ги носеа фотографиите од починатите тука по улиците низ Кочани се до градските гробишта. Сликата беше траурна. Тука на плоштадот отпосле можеа само да се слушнат звуците на брзата помош и на птиците, можам да кажам, со оглед на тоа што имаше повеќе возила на брзата помош кои што се упатуваа кон гробиштата и поради луѓе кои што беа присутни на погребот, кои што им се слушило по погребот. Тука на плоштадот во Кочани, како што може да се види и зад мене, се фотографии на починатите лица. Кочанчани со граѓани, блиски, семејства доаѓаат тука и тука палеа свеќи. Плоштадот беше полн со луѓе, но како што кажав, ретко и кој зборуваше, зборови да си разменат, да си ја споделат тагата и болката за загубените животи, за нивните блиски, иако еве денеска како што можете сонцето грее, но денеска е црн четврток и тука како и за Кочани, така и за цела Македонија, бидејќи изгубивме 59 животи. За погребот беа запазени сите протоколи и се известуваше етички, можам да кажам, секако од наша страна и ние како телевизија не снимавме, не пренесувавме, така беше побарано како и од жителите, така и од блиските, но и од институциите, тивко и мирно, без присуство на камери да ги испратат нивните блиски. Ние како телевизија ги запазивме сите протоколи, ако можам да напоменам, дека имаше и странски телевизии кои што не го испочитуваат тоа, имаше и странски телевизии кои што во живо го пренесува целиот погреб. Сите тие се секако и граѓани ги пријавија до и надлежните институции, но и до новинарските здруженија. Моментално на плоштадот речи си да нема луѓе, како што кажав. Денеска во Кочани е неработен ден, не работи ништо. Единствено може да се забележат некои граѓани кои што седат тука на клупите и, како што кажав, се споделуваат тагата, меѓусебната тага,
Кочанската болница, како што информира од Министерството за здравство, особено денеска на денот на погребот стои на располагање на сите граѓани од тука, имаат и тим на психијатри испратено кој би сакал да побара помош. Тука на плоштадот се присутни и тимовите на Црвениот крст, секако да пружат и прва помош на кого му треба, психолошка помош за разговор, за да дадат вода или некаква храна. Пред да се одјавам, би да кажам, нека ми е лесна земјата на семејствата на починатите и побрзо закрепнување на оние кои што се опоравуваат од несреќата. Тамара, ти благодарам. Тежок ден за известување од Кочани. Ова не беше ден за сензационализам, за снимања, за ексклузивни информации, фотографии и снимки. Најголем дел од медиумите во Македонија испочитуваат дека се работи за ден на тага, ден на сплотување заедничко со семејствата на страданите. Благодарам за овој извештај. Збогување со загинатите имаше и во Скопје, во Струмица, во Штип. Во главниот град беа погребани музичарите од бендот ДНК, Андреј Ѓоргиевски, Сара Пројковска. Во Струмица последен поздрав за бубњарот на бендот Ѓорги Ѓоргиев. На плоштадите низ целата држава се палат свеќи за загинатите. Шестмина малолетници се меѓу 59 загинати во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кој се случи на 16 март. Според информациите кои ги соопшти обвинителството, од 59 загинати 3 се на возраст од 16 години, 3 на 17 годишна возраст, 4 на 18, едно лице на 19 годишна возраст, 2 на 20 години, 6 на 21. 2 на 23, 7 на 24, 3 на 25, 7 на 26 години, 2 на 27, 1 на 29, 3 на 30, 2 на 31 година, по 1 на 32 и 33 годишна возраст, 4 лица на 36, 2 на 38, едно лице на 43 годишна возраст, 2 на 44, 1 на 47 годишна возраст и едно лице на 48 години. Жртвите се денеска погребани во родните места. Министерството за здравство ги соопшти и имињата на загинатите жртви. Постои збор со кој можеме да искажеме болката и тага. Говориме за прерано загубените животи во трагичниот настан во пожарот во Кочани. Алексова Стефанија, родена 2004 година. Джамов Јорданчо, 1993. Трајчев Иван, 2000-та, Ѓорѓиев Ѓоко, 2000-та, Коларов Александар, 1981, Величков Иван, 1998, Стојанов Андреј, 2000-та, Антова Ивона, 2003-та, Христовски Павел, 2004-та, Димитриев Диме, 1994-та, Насевски Никола, 2007, Богданов Тоше, 1994, Тодоровски Тоше, 1988, Коцева Ана, 2004, Живков Адриан, 2000, Петрушов Гордан, 2001, Ѓоргиев Игорче, 1976, Стефановски Филип, 1988, Стојанов Томче, 2003, Стоименова Моника, 1999, Стојанов Стојанчо, 1988, Пројковска Николовска Сара, 1977, Шопова Марија, 1997, Ивановски Петар, 2004, Ѓорѓиев Александар, 1991, Марковски Матеј, 2007, Закова Бојана, 1997, Василков Ѓорѓи, 1999,
Петров Александар, 1999. Минова Драгана, 2008. Алексова Сара, 2006. Ѓорѓиевски Андреа, 1982. Ивановски Филип, 2008. Јорданова Сара, 2007. Стрезовска Марија, 2001. Ефремов Александар, 1992. Велков Игор, 1980. Тасева Стојковска Лепа, 1998. Атанасовски Мартин, 1996. Алексов Александар, 1986. Минов Божидар, 2001. Милковска Кети, 1999. Златков Томас, 2003. Соколова Стефанија, 2005. Велков Леонид, 2007. Наунова Надица, 2007. Јорданов Виктор, 2000. Панов Андреј, 2000. Иванов Димитар, 2008. Стојменов Спиро, 1998. Владимиров Јове, 1993. Андонов Ице, 2003. Тасевски Стефан, 1988. Величков Ѓорѓи, 1994. Стојанов Александар, 1986. Христова Сања, 1999. Танески Дамјан, 2006. Спасова Моника, 1998. Лазаров Андреј, 1999. Слава им! Слава им! Се подобрува состојбата на дел од повредените по трагичниот пожар. Од 20 вчера, денеска бројката на критични пациенти во земјава е намалена на 10. Дел од нив и денеска се испраќаат на лекување во странство. Сања Димитровска известува за нивната здравствена состојба. Сања, кои се деталите? Во текот на денешниот ден, според информациите од здравствените власти, уште 10 пациенти повредени од пожарот во Кочани се испратени на лекување во странски центри, тројца пациенти се на лекување испратени во Истанбул, а 7 пациенти денеска заминаа на лекување во Шпанија во медицински центри и тие се транспортирани авионски. Тоа значи дека во странски медицински центри на лекување имаме 111 пациенти кои беа повредени од пожарот во Кочани, додека пак во македонските јавно здравствени установи на лекување има 62 пациенти, од кои дел се во скопските клиники, меѓутоа има и дел во приватните болници Систина и Жан Митрев. Според здравствените власти, нивната здравствена состојба е стабилна, а кај секој од повредените пред да биде испуштен на домашно лекување, министерот Аравари најави дека ќе им прават и токсиколошки анализи, веќе има список на токсиколози кој што е доставен до здравствените установи каде што се хоспитализирани повредени од пожарот во Кочани. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот Аравари. Сите пациенти што се лекуваат во државата и надвор од државата се во стабилна и добра состојба. Повеќето од нив се подобруваат. Од вкупно 20 што беа критични пациенти, сега денеска констатираме дека се 10 потешки пациенти кои што се повторно и тие се стабилни надвор од животна опасност. Денеска имаме повторно понуди од повеќе држави. Ќе видиме каква е состојбата на пациентите. Евентуално може максимум до 10 да се испратат, меѓутоа може би и не. Ќе видиме, ќе одлучиме повторно во состанок со колегите. Лекарите велат дека не може да се прогнозира колку ќе трае процесот на лекување на повредените од пожарот во Кочани, имајќи ги во предвид и степенот на изгореници, ниту пак колку време ќе биде потребно за медицински третман. Меѓутоа, она што го велат пластични хирурзи е дека треба да се почека 7-миот ден за да се направи проценка како ќе оди понатамошното лекување. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата од професор Боро Џонов, кој што е пластичен хирург. Се уште е рано да се прават проценки. Секако треба да се почека 7-миот ден као некоја прекретница, меѓутоа тоа не е строго косо нож пресечено.
секако дека има тие фази се преклопуваат, некогаш се пролонгираат, зависно од тоа и од самиот организам, зависно од третманот, зависно од претходните болести, возраста на пациентите и така натаму. Така да сепак првичниот дел е 6-7 ден. За втората проценка да се направи како понатаму ќе одат пациентите, затоа што се рачуна дека до 7-миот ден барем се стабилизирани. Сања, каква е состојбата на повредените кои се лекуваат во странските болници? Исто така, министерот Таравари во нивната комуникација со лекари во странските медицински центри вели дека состојбата на повредените кои што се во странство е стабилна. Утрово имаше писмена информација од ВМА во Белград дека од 6 пациенти кои што биле на интензивна нега, еден пациент е префрлен на одделение. Во текот на вчерашниот ден имавме исто така информација од Пирогов од Софија дека и таму кај дел од пациентите кои биле на механичка вентилација се извадени од апарати дишат самостојно, а инаку во странски центар, барем од оние што сега успеав да го пребројам, имаме во 14 земји се испратени повредени пациенти од Македонија на лекување во нивни центри каде што имаат специјализирани одделенија за изгореници. Сања, ти благодарам. Ќе следиме здравствената состојба на повредените и секако најнови детали во следното информативно издание. Роднина на повредено девојче од Кочани кој е на лекување во Австрија вели дека реакцијата на институциите во Македонија била брза. Владините тимови обезбедиле превоз и сместување за семејствата, па тој апелира до сите семејства да се обратат до институциите за да добијат помош и поддршка. Добар ден. Ние сме за една од засегнатите фамилии во пожарот кој се случи во дискотеката Пулс. Моментално сме префрлени на лекување во универзитетската клиника ЛКХ во град Австрија. Сакаме да изразиме многу благодарност до дечките од СОЗАР и владата на Република Македонија кои што за 15 минути ни возможија бесплатни летови, бесплатен хотелски смештај, бесплатен превоз, ни возможија стручна помош за преведувачи со документи, се, значи многу добра организација. Сакам исто така да апелирам до луѓето кои што се засегнати со овој проблем и во оваа ситуација да не се срамат да се јават на бројот, да се обезбедат бесплатни сместувања, хотели да бидат до нивните дечиња. Во болниците исто така имаме стручен тим кој што се грижи за нас и ни дава информации и прекрасно води лекувањето до сега. Можам да кажам дека трите дечиња што дојдоа со нас дека се во добро состојба, веќе се префрлени на нормален одел. Исто така сакам да упутам една огромна благодарност до дечките кои што се мобилираат, кои што живеат во град. Дојдоа во преку 40-50 души. Во огромен број дојдоа да на располагање се да пружат секаква помош од сместување, од било каква помош. Надеваме се дека све ќе биде на најдобар ред и дека сите ќе се отидеме заедно тука да живи, здрави и среќни. Господ, Бог сите вас. Има само 19 години, а со свој раце го спасил животот на над 20 млади луѓе во дискотеката Пулс. Виничанецот Јован Костадинов, кој се уште се лекува на клиниката за токсикологија, е типок херој за чија храброст објавуваат семејствата на преживеани деца. Министерот за здравство денеска најави одлекување и за возачот во брзата помош кој почина откако 11 пати во 32 часа превезуваше повредени од Кочани. Тивкиот херој во големата трагедија. Вака на социјалните мрежи го опишуваат младиот Јован Костадинов од Виница. Во моментите на хаос, страв, паника, 19-годишното момче успеало да влезе во дискотеката и да спаси 21 дете. За време на пожарот бил надвор, успеал да најде вода во близина, ја натопил маицата за да ја стави на лице и без двоумење влегол внатре, преку помошна просторија за да спасува луѓе, стои во една од објавите. И мајка на повредено дете јавно му се заблагодарува на Јован. Во најтемните моменти на паника и хаос,
Кога сите беа збунети и во страв, Јован се појави како светлина на надеж. Без да размислува, го зеде мојот син кој беше под рушевините на дискотеката и го носеше на својот грб низ огнот и чадот, се до болницата во Кочани, со цел да го спаси, додека сите наоколу бегаа и се бореа за својот живот, напиша мајката на социјалните мрежи. Многу граѓани кои го познаваат, го опишуваат херојството на момчето кое го ризикувало сопствениот живот за да спаси туги и се молат за него да биде добар. Поради вдишување на чад е хоспитализиран на токсикологија и е во стабилна состојба. Министерот за здравство најави дека постхумно ќе биде одликуван Иле Гоцевски, возачот на Кочанската брза помош, кој почина на спиење ден по трагедијата, откако цела ноќ и утредента превезувал тешко повредени, дури 11 пати возел од Кочани до Скопје. Видете, вонредна состојба, тој ден сите работевме повеќе од 20 часа. Ја немам информација шоферот колку часови работел, меѓутоа дека е направил огромна работа за превоз на пациентите, тоа е неспорно. Јас планирам како Министерство за здравство постхумано неговото семејство да го викнам и да го одликуваме. Планирам ова, меѓутоа не беше сега состојбата, нека помине оваа недела, идната недела планирам како министер да го одликувам постхумано. Граѓани на социјалните мрежи повикуваат и младиот Јован да добие орден за храброст. Александар Динев, Сител телевизија. За повредените од трагедијата, лекувањата во странство, соодветно ли одговори здравствениот систем за аномалиите и потребата од реорганизација, во тема на денот со директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Општа ерозија на системот, култура на непочитување на законот и правилата, но и длабока системска корупција. Ваква диагноза за системот во интервју за белградска политика дава обвинителот Љупчо Коцевски. Вели дека случајот не сме политички да се злоупотребува и дека треба обединето да се расветли целиот трагичен настан. Досегот за случајот осомничени се 28 лица. За најголем дел од нив вечерва ќе заврши вториот краткотраен притвор од 48 часа, пошто се очекуваат нови мерки. Полицајците кои беа приведени вчера веќе се во 30-дневен притвор. Непочитувањето на законите предолго се толерирало, а исходот е поразителен за сите нас. Сега сите бараат правда и правдата мора да биде задоволена. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во интервју за српска политика вели, државата во последните неколку години се соочи со многу трагични случаи, за кои освен директните причини за катастрофите, често постојат и дополнителни причини како непочитување на законите и системска корупција. Коцевски уверува, истрагата ќе биде брза и ефективна. Ќе биде соопфатна и ќе го опфати секој за кого ќе најдеме докази дека направил какво било кривично дело и со тоа придонел за овие ужасни последици. Ќе одговараат и тие кои со непостапувањето и неисполнувањето на службените должности носат дел од вината за катастрофата, вели Коцевски. Говорејќи за тоа што тимот јавни обвинители досега го има прибрано како доказ, државниот јавен обвинител вели дека освен материјални, постојат и докази во вид на изјави. Доказите се прибавуваат во изјави и во материјален облик, но и во облик на експертиза и стручни мислења од поедини области. Сите овие докази досега упатуваат на сомнеж за кривично дело, тешки дела против општата сигурност поради директно загрозување на животот и телата на луѓето, за што се заканува и до 20 години. Исто така, ќе се испитува и давање и примање мито, незаконитости во набавка на пиротехника, како и неколку други кривични дела, вели Коцевски. Во предистражната постапка која ја води тимот од 9 јавни обвинители, засега осомничени се вкупно 26 лица, од кои тројца се во болница. 7 од нив се полициски службеници, но за нив предметот го води јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. За нив е определен 30-дневен ефективен притвор, а за сите останати кои се притворени се уште е во сила краткорочниот 48-часовен притвор. За 16 од нив, вториот краткорочен притвор завршува утре, пошто доколку јавното обвинителство се уште ги смета за осомничени, ќе мора да побара 30-дневен притвор. Даниел Василев, Сител телевизија.
Два локали во Тетово се затворени, а кај 16 кои биле предмет на проверка во Гостивар биле најдени неправилности. Продолжува акцијата на инспекцијските служби и МВР за проверка на лиценците и условите во кои работат сите угостителски објекти. Два угостителски објекти во Тетово синоќа биле затворени, а во сите 16 локали ноќни клубови што вчера биле проверувани од инспектори на територијата на Тетово и Гостивар биле утврдени низа неправилности, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Проверките се дел од владината акција за контрола на сите угостителски објекти по страотниот пожар во Кочани, поради низа пропусти, од издавањето на лиценца па се до исполнувањето на техничките и безбедносни услови за работа на ноќниот клуб. Извршени се контроли во 16 угостителски објекти, Тетово 10 и Гостивар 6, кај кои биле констатирани низа неправилности и од страна на пазарниот инспекторат и дирекцијата за заштита и спасување, ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Додека од страна на пазарниот инспекторат биле затворени два угостителски објекти во Тетово, соопштуваат од МВР. Се работи за проверка која вршат тимови составени од инспектори на МВР, финансиската полиција, УЈП, Државниот пазарен инспекторат и на дирекцијата за заштита и спасување. Досегашните контроли покажуваат дека дури половина од дискотеките, кабарињата и угостителските објекти не ги исполнуваат основните технички услови, потврди вчера за сител премиерот Мицкоски. Добив информација од Државниот пазарен инспекторат дека се проверени повеќе од 60-70 локали. Дури и оние кои што постојат важечки лиценци, половината, повеќето од половината не ги исполнуваат минималните технички услови. И тоа е најголемиот проблем. Разговарав и со претседателот на ЗЕОС, подитно да закаже управен одбор, да се проверат сите оние објекти кои што се под општинска надлежност. Комуналните инспектори да излезат на терен, да ги проверат на стрешниците, терасите и така натаму и така натаму. Нема назад. Тргнавме, нема назад. Или ќе победи таа мафија, која што трае со децени, или ќе победи народот и државата. Ние сме на страната на народот и државата и одиме до крај. Инспекторите во текот на вчерашниот ден пак затворија и 3 други дискотеки кои не ги исполнувале условите и покрај тоа што имале важечка лиценца. Едно лице, собственик на ноќен клуб во Куманово пак, беше приведен, бидејќи при контролата бил затечен како дури тогаш внесува противпожарни апарати во локалот. Внатре пак му биле пронајдени пиротехнички материјали. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 518 годишници вчера славеле роден ден со огномет во центарот на главниот град и покрај 7-дневната жалост која е на сила. Двајцата се приведени и за нив е отворена постапка. Завчера пак во Скопски Бутел 2 лица палат огномет среде булевар, доведувајќи ги во опасност возачите и случајните минувачи. Двајца 18 годишници се уапсени откако запалиле огномет од ресторан во Скопје. Прогласените денови на жалост поради трагедијата во Кочани не ги предомислило да направат забава за роден ден. Утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на МФ и МФ двајцата од Скопје бил запален огнометот. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица во врска со член 387 од Кривичниот законник, а по документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од МВР. Ќе се гонат за отпор или непослушност према законити одлуки или мерки на државен орган. Но ова не е единствениот случај. На полноќ вечерта вторник спрема среда, огномет бил пуштен и од Бутел, и тоа од сред булевар. На видеото објавено на социјалните мрежи од Коха се гледа како 2 лица ја палат пиротехниката и потоа бегаат со мотор. Црни траги на асфалтот и остатоци од огнометот се уште стојат на булеварот. Дел од жителите од околните згради ни рекоа дека се исплашиле да не им заврши огнометот дома или на тераса. Дел пак слушнале само звуци, ама се исплашиле да не е престрелка со пиштоли и не излегле да видат. Слушаме често пати се случуваат овде пукања. Сега дали се пиштоли или не знам. Меѓутоа и завчера имаше и тоа јако пукање, ама ми беше страх да излезам и не видов. Кое време од прилика се случи? Навечер околу 12. Секој пат тоа време се случува. Јас дола живеам на приземје и многу јако се слуша. А верувам и горе с комшите слушнале. Се исплашивте? Да.
Како не, па заплашење. Полицијата работи на расчистување на случајот. Извршен бил увид од увидна екипа на СВР Скопје, а кутијата од употребените пиротехнички средства била подигната за понатамошна постапка, пишува во билтенот на МВР. Владата во неделата прогласи 7-дневна жалост на територија на целата држава по трагедијата со 59 жртви во пожарот во Кочанската дискотека. Повика секој да се придржува до одлуката, бидејќи казните за непочитување ќе бидат ригорозни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Премиерот вчера во интервју за Сител најави реотворање на случаите пожар во модуларната болница и Ласкарци, случаи кои по повеќе години се уште не се докрај расветлени. Превртениот автобус кај Ласкарци запалената модуларна болница во Тетово. Две трагедии во кои загинаа 30 лица, а семејствата и по цели 6 години се уште чекаат правда од судовите. Пред 2 дена во Тетовскиот суд одново стартуваше судењето за пожарот во модуларната болница, кој на 8 септември 21-та однесе 14 животи, лица кои се лекуваа од ковид. Двајцата поранешни директори на болницата, Флориан Бесими и Артане Теми, обвинети за тешки дела против општата сигурност во првиот судски процес, добија само условни казни од по 6 месеци и 1 година. Апелација пред 1 година ја укина ваквата пресуда и судењето го врати од почеток, кој се одложуваше дури 5 пати, се до вторникот. Но и сега обвинетите тврдат дека не чувствуваат никаква вина. И македонското и германското вештачење утврдија дека пожарот првично го предизвикал електричен спој, запален продолжен кабел на кој биле приклучени апарат за реанимација, полнач за мобилен телефон и уште еден уред. Но судскиот процес не ги отвори прашањата за пропустите во изградбата на монтажниот објект, во кој немало ниту противпожарен апарат, па првите обиди за гаснење на пожарот биле со кебе и вода. Цели 6 години поминаа и од несреќата кај Ласкарци. Во превртениот автобус на Дурмотур загинаа 16 лица. По 5 мачни години во потрага по правда и одржани повеќе од 100 рочишта. Првостепената пресуда стигна дури минатата година. Највисока казна од 14 години доби возачот на автобусот, додека сопственикот на Дурмотурс, кој беше прво обвинет за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, доби казна од 4 години. Иако вештачењето покажа дека возачот загубил контрола врз автобусот, бидејќи тој бил технички неисправен и со само 29% способност на кочниците не успел да го запре. Обвинителите ја обжалија пресудата за сопственикот и останатите обвинети кои добија пониски казни, но целиот процес завршува тука. 8 месеци подоцна апелација се уште нема одлука. Токму овие 2 судски процеси, премиерот Мицкоски најави дека ќе бидат повторно отворени. Не само возачот на автобусот или управителот на правното лице, туку да видиме во кој испитен центар кажале дека тој е технички исправен. Кој ја дал дозволата да тој испитен центар функционира така како што функционира? Зошто во модуларната болница е променето Министерството од едно во друго кога е правена јавната набавка? Зошто кабелот е виновен? Кој го направил проектот и дали можеби недостасуваат некои елементи таму кои што мислам дека недостасуваат? Се тоа ќе има одговор, ќе има разврска, нема ништо да оставиме. Правниците пак велат дека во оваа фаза е тешко реотварање на судските процеси, но дефинитивно се согласни дека има што да се доразчисти. Паскато има фаза на жалба, и додека нема одлука под апелација не може ништо да се превзема без разлика дали таа одлука ќе биде потврдителна на затворските казни кои што се дадоа или ќе се врати предметот на повторно судење, а во однос на модуларната болница во Тетово, за жал таму 3 години сме во фаза на предистрага и предметот повеќе од очигледно дека интенционално се држи во фиока, затоа што таму би требало на обвинителна клуба да се најдат исклучително моќни финансиски и политички моќни личности. Премиерот нема право формално да се меша во овие постапки, но во делот на предистражната постапка преку МВР и како може да помогне да се приберат и достават докази до обвинителството за организиран криминал, кое што исклучително споро го работи овој предмет. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Над 30 милиони денари досега легнале на сметката за донации на Црвениот крст, кон која и владата апелираше да биде насочена целата помош. Од Црвениот крст апелираат донациите да бидат парични, зашто потребите за кебиње и храна и други средства се целосно задоволени.
Повеќе од 30 милиони денари досега се собрани преку Фондот на солидарност на Црвениот крст и броевите за донација за помош на семејствата кои ги изгубија најмилите и на повредените во трагедијата во Кочани. Од Црвениот крст вела дека најмногу донации има преку телефонскиот број, но постојано стигнуваат финансиски средства преку отворената сметка од локални самоуправи, компании и граѓански организации од дома, но и од странство. Заклучено со вчерашниот ден, преку сите овие три начини на донирање, собрани се 30 милиони 88.821 денар. Тоа е заклучно со вчерашниот ден, а веќе од денес Црвениот крст два пати во текот на денот ќе прави пресек на средствата кои што пристигаат на овие три начини и се прави сумирање на вкупната сума. Сакам да истакнам дека оваа акција очекуваме да трае во наредните 10 дена, бидејќи има доста најави за уплати од корпоративни сектор, локалните самоуправи и има неколку најави од надвор, значи од странство. До сега добијани се доволно донации во кебиња и постелнина кои од следната недела ќе бидат донирани во болниците во Скопје, Штип и Кочани. Апелира донациите да бидат во финансиски средства кои ќе бидат предадени на семејствата на жртвите во трагедијата и на повредените кои треба да го продолжат лекувањето. Апелот на Црвен крст беше да се донираат повеќе финансиски средства, значи секој кој што може да донира толку колку што може, бидејќи сметавме дека финансиската донација ќе им биде најмногу потребна и најкорисна на семејствата, бидејќи во наредните периоди долготрајно ќе трае лекувањето на пациентите, нели се додека се вратат во нека нормална состојба за да го продолжат својот млад живот. Имаме и доста големи донации во нашите магазини во Црвениот крст на град Скопје, каде што имаме постелнини, кебиња, перници, дополнителна опрема, пешкири, пижами, се она што е потребно нели да се донира во болниците во Скопје, Кочани и Штип, и сите во текот на следната недела ќе бидат донирани. 24 мобилни екипи на Црвениот крст и повеќе од 180 волонтери денеска и во сите овие денови на тага им се поддршка на семејствата на загинатите и повредените од пожарот. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција, може да донираат со телефонско јавување на бројот 143400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Последна информација која пристигна, во престрелка во Скопско Моране има повредени лица. Даниел Василев е пред градската хируршка болница. Даниел, кои се информациите, за што се работи? Цаци, оскудни се информациите кои што ги имам во овој момент од институциите. Она што барем во овој момент го знаме дека едно лице на возраст од 30 години е повредено во престрелка која што некаде околу 15 часот се случила во скопското село Моране. Некаде околу 15 часот и 20 минути ова лице било донесено тука во старата градска болница за да му се укаже здравствена помош и практично пријавата во Министерството за внатрешни работи дошло токму од болницата. Според оние информации кои што ги имам, лицето во моментот се наоѓа во операциона сала каде што лекарите вршат операција, меѓутоа тоа е надвор од животна опасност. Според неофицијалните информации кои што ги имам во овој момент, на оваа престрелка и предходела и бркотница со неколку возила низ градот, меѓутоа за сега немаме никакви официјални информации ниту од Министерството за внатрешни работи, ниту од основното јавно обвинителство. Од МВР само ја потврдија информацијата и велат дека увидни екипи се веќе упатени на лице место за да направат увид. Имаме изјава од портпаролот на старата градска болница за деталите за здравствената состојба на 30 годишникот. Во продолжение предлагам да ја погледнеме. Во 15:20 часот во нашата установа е донесено лице со повреда од огнестрелно оружје во глутеалната регија, значи во задникот. Лицето е примено во нашата установа, ќе се направи дополнителна проценка дали ќе има потреба од оперативен третман. Дали лицето се наоѓа во живото загрозувачка состојба? Во моментов не. Даниел, дали има информација дали оние кои пукале се приведени? Цаци, за сега немам таква информација. Според она што досега го дознав и јавното обвинителство се уште чека да биде известено од Министерството за внатрешни работи. Предпоставувам дека во поглед на евентуални приведувања информации ќе треба да чекаме во текот на денот. Даниел Василев, ти благодарам, ќе имаме детали во Централниот дневник.
Од Дневникот во 19 со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски ќе разговараме и за процесот на лекување и испраќање во странство на дел од пациентите. Останете со нас.